Британската премиерка Тереза Меј, пристигнувајќи на самитот во Салцбург, ги повика колегите на Европската унија да го следат нејзиното водство и да го адаптираат својот преговарачки став за Брекзитот, за да се постигне добар договор. And if we're going to achieve a successful conclusion, then just as the UK has evolved its position, the EU will need to evolve its position too. But I'm confident that with goodwill and determination, we can agree a deal that's right for both parties. Таа ги бранеше нејзините предлози за идните царински и трговски односи, наведувајќи дека тие се единствените кои не предвидуваат цврста граница со Северна Ирска. Германската канцеларка Ангела Меркел пак повика на пријателство и почит во преговорите меѓу Британија и Европската унија за Брекзитот. Ich wünsche mir, dass wir einen Austritt haben, der in guter Atmosphäre stattfindet, in großem Respekt voreinander und dass auch in bestimmten Bereichen eine sehr, sehr enge Kooperation möglich ist. Ich nenne die Bereiche der Sicherheit, der inneren und auch der äußeren Sicherheit. Предходно австрискиот канцелар Себастијан Курц, чија земја председава со Европската унија, ја повика Британија да биде пофлексибилна во преговорите. I think that no deal and a hard Brexit would be difficult for Europe, but it would be terrible for the UK. So the reason why we as European Union and we as Austrians would like to have a compromise. На само уште 6 месеци, според предвиденото, пред Британија да излезе од Европската унија, и двете страни се обидуваат да обезбедат некаков договор за идните односи пред крајот на годината. Токму за таа цел, председателот на Европскиот совет Доналд Туск најави дека ќе ги повика лидерите на Европската унија кон средината на ноември на состанок за финализирање на договорот за излегувањето на Британија од Унијата.